Инфлацијата го намали јавниот долг, ама власта си го препиша тоа на нивната успешна работа. Од ВМРО ДПМН реагираат дека јавниот долг ќе надмине 8 милиарди евра и дека прекроената државна каса не е во функција на граѓаните. Владата со ребалансот ја намалува проекцијата за економски раст од 4,6 на 3,2%, но прашање е дали и овие проекции ќе се остварат. Македонија во 2022 година ќе пробие уште една психолошка граница и јавниот долг ќе надмине 8 милиарди евра. Ако на 48% јавен долг СДСМ велеа дека не чека грчко сценарио, какво сценарио не чека сега? Македонија е една од земјите која има највисок пораст на јавниот долг во периодот пред корона кризата. Од кога се дојде на власт од јуни 2017 па до крајот на оваа година, тие ќе направат нов нето долг за над 3,5 милиарди евра. Од власта пак упорно тврдат дека успеале да го намалат јавниот долг на 55% од бруто домашниот производ, занемарувајќи ги реакциите од експертската јавност дека ова е ефектот на високата инфлација, односно резултат на зголемените трошоци и цени, а не поради тоа што владата ги вратила долговите. Бележиме и пат на јавниот долг од 2,2% и пат на државниот долг од 1,9% поени во првиот квартал од оваа година. Овие успешни економски политики мора да продолжат и затоа е потребно овој ребаланс да биде усвоен од страна на пратениците во собранието. Од опозицијата реагираат и дека со ваквиот ребаланс има историско најниски капитални расходи. Во услови на рекордна инфлација, владата ќе одвои само 76 милиони евра кои ќе се искористат за мерки за помош на граѓаните. Опозицијата реагира дека се предвидени средства од извоз на храна во моментите кога не се знае дали ќе имаме доволно храна дома. Со прекројувањето, државата ќе не задолжи, речиси, 1 милиарда евра. Досега се поднесени вкупно 204 амандмани, од кои 174 од ВМРО ДПМН, 28 од Алијанса за албанците и 2 од СДСМ.